заедно со Петар Георгиевски Камиказа или Перо Камиказа, познат на целата македонска јавност од групата Меморија, и она што актуелно сакаме да го најавиме, но ќе се врати исто како Меморија што ќе го употреби овој времеплов во црно-белова боја на концертот на 25 декември, така и ние ќе се вратиме малку назад и ќе зборуваме за многу интересни нешта, ситуации и случувања поврзани со Меморија, а и со Перо Камиказа. Но јас би препорачала и пред да започнеме со разговорот да се потсетиме на еден од нивните големи хитови, впрочем сите песни им се хитови, некако и да е Оган под звездите, како една мала увертира на нашиот разговор. Не сум веќе оган под звездите, не сум звезда што сјае во ноќите. Во овој час чувствувам еден бел конј умира. Мојот дом македонците. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Да, ете едно мало враќање во времето, или 2017-та, кога и беше изведбата на еден од нивните концерти, токму на овој хит, и реакцијата на публиката, која што секогаш е таква или прилично интензивна на концертите и на долгогодишните фанови на Меморија. На моје задоволство и верувам на сите вас кои што сте со Телма утрова, Петар Георгиевски Камиказа, Перо Камиказа, познат така на сите во градов или во државава, може да кажеме, прво сите твои и пошироко, сите твои пријатели, и можност еве денеска во утринска на Телма не само што ќе го најавиме она кое следува, а тоа е концертот, како што кажав, на крајот на месецов, туку и ќе имаме можност малку да си позборуваме, да се вратиме назад во времето со сите интересни приказни кои што имаш да ни ги раскажеш, и верувам убаво петочно уживање ќе имаме. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Благодарам на поканата. Јас се подготвував малку за разговорот во смисла на тоа, ако веќе зборуваме и употребуваме некаков времеплов, како што вие тоа ќе го направите на концертот на 25-ти, јас би сакала така и ние да биде наша утринска тема и да се вратиме малку на основањето на Меморија. Нормално многу работи има да се кажат и нема толку да навлеземе во детали, но од сите интересни приказни ќе ги издвоиме најинтересните, ако може така да кажеме. И тоа поврзано со она кое што го правите во денешно време. Значи, една синхронизација на минатото со сегашноста за тоа како и кој белег го остава Меморија на македонската сцена. Некој од вас можеби не бил роден, Меморија 83-та година по прв пат беше составена од Дејан Миновски, Ристо Ставрев, иначе син на нашиот режисер Бранко Ставрев. И јас, кој не покрени таткото на Ристо, да направиме музика за Жолта фантазија, Чочо Сан Mother Butterfly во Македонскиот народен театар музика. Почнавме нешто, се бавевме, ја направивме навистина добро музиката, но нешто се случи во моната, бидејќи немаа некаков буџет, па тоа целото остана адакта, што би се рекло, но ние тројца заедно почнавме да работиме како трио, во тоа време техно трио, за да по неполни неколку месеци станеме класична рок постава. Ристо заминува во тоа време во Мексико и до денеска е таму во Акапулко. Дејан живее во Франција и ќе дојде на концертот на Меморија, и заедно со него
во суштина ќе го отвориме концертот од 83 година со една песна Моја ли си, која е комплетно заборавена, бидејќи не можевме да ја најдеме во македонска радиотелевизија, но Дејан комплетно ја реставрираше и ќе биде прва изведена на нашиот концерт. Потоа стануваме класична рок постава, Антонио Димитриевски, Дуле Ринго, јас, Дејан Миновски и Зоран Илич. Првиот пејач на Меморија кој песната Нена ја направи да изгледа така како што изгледаше во тоа време. Нена во тоа време стана мега хит на сите бивши југословенски радиостаници. Почнувајќи од Љубљана, завршувајќи, што би рекле, од Вардара до Триглава, со недели бевме на прво место и раритет е тоа што Нена беше можеби и прва поп-рок песна која беше на македонски јазик на сите можни радиостаници. Добивме некаква понуда во тоа време за снимање на албум во Југотон. Јас понудив да биде целата на македонски првата плоча, бидејќи тоа така ни беше спремен материјалот. Не се согласив со тоа, но тоа не беше од националистички побуди, туку затоа што така го имав смисла на албумот. За да, 89 година се случи првиот македонски албум со број 001 на групата Меморија, Оган под звездите. Еве, дека видео овде мало обојот. Така, и дали ете од тоа време Пирос имаше некаква визија и ти нормално и останатите членови дека Меморија ќе прерасне во она што е денес и дека ќе остави таков белег на македонската сцена. Кога нешто се основа, првенствено се основа од љубов и тоа што нели нормално сакате да го правите, но како бенд, но дали визијата беше токму тоа или се остави на времето, на до ден денеска е све базирано на љубов. Значи, со нас, например, е донесен Уставот и државноста на Република Македонија во 5 за 12 пред да се прогласи државноста 92 година. Бевме ние, па беа сите оние што беа горе на бината, Киро Глигоров, Клюсев и сите оние што ја прогласија независноста на Македонија, па повторно ние. Така да, тоа беше трети Линден, така беше крстен, Македонско радио го правеше. И имаме повеќе точки што не поврзуваат точно со уставотворноста и со државноста на Македонија и многу пати кога ќе се вратиме наназад многу емоции и сеќавања се случуваат затоа што еве се овие денови на пробите каде што некои од нас се немаме видено со некои луѓе по 10 на 20, дури 30 години. Е многу емотивно. Прво имаме едно пола саат евоцирање на спомени, гушкање, размена на мислења, па после тоа пробуваме да свириме. Сите многу сериозно ја сватија работата и некои што свират и некои што не свират. Значи, едноставно очекувам на крајот од денот, како што ме праша, јас не знам на крајот резултатов каков ќе биде. Ќе свириме близу 21-22 numeri, ќе има 23 членови од Меморија, двајца оправдано и еден од лични причини нема да бидат дел од овој концерт. И мислам дека едноставно историографски кој ќе го поделиме целото ќе има наистина една емотивна и историска нота, бидејќи сите оние што доаѓа на нашите концерти во МКЦ од 83-та до 86-та, додека јас живеев во Македонија де факто, кога Меморија беше исклучително активна, 87-8 живеев во Суботица едно 5 години, работе во КПГТ, во театарот кај Љубиша Ристич, но на враќањето кога снимав Трзвија, Скопје, Марика лета со авион, Пикасо, наоѓавме време и направивме една постава која исто така ќе биде дел од овој концерт. Тоа е Пеце Димовски, кој беше наш амбасадор во Украина, па после тоа во НАТО. Гитара, Дракче кој беше вокал и Чекре кој беше клавиатурист, Антонио Димитриевски на тапани. Значи многу една возбудлива екипа. И мислам дека ќе се потсетиме на едно време кое навистина беше значено за македонската култура. Така е, 23 членови од бендот кои што низ годините, значи од основањето или создавањето на Меморија, низ годините натака биле дел од самиот бенд. Тоа ќе те прашав за емоциите, претпоставувам тоа е една навистина експлозија од емоции кога со луѓето со кои што го делиш секојдневието и годините и спомените, веројатно по долго време средбите си го прават своето, и тоа верувам дека ќе го
почувствува публиката која што ќе биде на 25 декември во МКЦ, бидејќи сме тука на датумот и на самиот концерт кој што го најавуваме, она кое што треба да го кажеме и верувам ќе ги интересира за билетите, за достапноста, дали колку има, бидејќи има и ограничено време и информациите кои што би требале да ние малце подзакастевме со пуштањето на билетите, бидејќи во прашање се 500 билети вкупно за Младинскиот културен центар. Тие половината веќе се продадени преку karti.com.mk. Ние сем тоа што правиме концерт на 22, тоа е понеделник, во Младинскиот културен центар, во изложбениот салон, ќе има изложба на меморија со сите артефакти, слики, писанија, секоја година поединечно раскажана. И тој ден ќе имаме пресконференција и отварање на изложбата на меморија, која ќе трае од 22 до 27 декември во изложбениот салон на Младинскиот културен центар, каде што и на 25 ќе се случи тој концерт. Значи, и оние што ќе додат на концертот ќе можат да ја видат изложбата и оние кои што ќе бидат и на отварањето. Да, и во меѓувреме можат сите, мислам дека после 12 ден ќе биде отворена изложбата, секој ден до 9 часот од прилика. Значи преку фотографии, преку музика, вистински време поведено. Да, цел ден време, но тоа е целото поврзано со уште една работа. Ние почнуваме да снимаме од јануари, де факто од овој концерт, па и влегуваме во јануари, 12 епизодна серија за меморија, низ приказни раскази од тоа време каде што сме свиреле во одредени места. Ние сме свирели многу пати, но некои интересни приказни кои ќе ја поврзат сето она историска нота во која Македонија се правеше како држава. И едноставно од тој материјал целиот, бидејќи сега сме во некакви припреми, кога ќе се потсетиме, јас нешто сум заборавил, ме потсетуваат членовите од бендот и сите многу уживаме во тоа како ја крчкаме таа турлитава, што би се рекло за тие 12 епизоди, и се надевам дека како крајниот резултат ќе излезе еден документарен филм во време трајање од 2-2,5 сати. Иначе сценаристи, режисери и косценаристи се Ира Чуванчевска, Александра Чуванчевски и Јани Бојачи. Тоа е екипата која креативно ќе го работи овој документарен филм и 12 епизоди. Одлично, на задоволство на сите ваши фанови низ годините и веројатно едно убаво враќање на спомените и тоа време. Меморија како сведок на промените кои што се случуваа како на македонската сцена, така и промените во нашата земја, така? И она за кое што можете да посведочите и вие како бенд е дека навистина се случуваат големи промени и ако зборуваме за издржливоста или обстојувањето на сцената, веројатно треба една стабилност и едно добро музичко наследство кое што го давате на македонската публика, кое што ќе остане, а истовремено кое публиката знае да го препознае преку сите ваши досегашни хитови. Ке рече некој кој е рецептот или формулата да се остане и покрај сите предизвици и промени и трансформации да се остане на македонската сцена и тоа така, со таква популарност и интерес од публиката. Тоше Поп Симонов, Господ да го прости, еден од продуцентите и луѓето со каде ше сниман последниот 5-ти албум и 4-тиот и 3-тиот албум, значи 3 последователни албуми се снимани во тогашното студио Audio Lab, напише една статија после концертот 2017 година. Многу е полесно да се качиш на врвот, но да останеш и на тој редок воздух да дишеш. Толку години, неколку точки, мајстори растуривте. Ова е потресно, може кој што сака да зборува, но македонската поп-рок музика доживеа таков ревајвал, што дури и најголемите песимисти отидоа по Вардарот. Така отприлика. Да, и тоа се кажува, нели? Ако исто така се навратиме само една година наназад кога го најавувавме и тука во нашето студио концертот кој се случуваше во Борис Трајковски, еден спектакуларен концерт, беше дел од публиката и можеше да се, мислам сите кои што биле дел верувам, можеше да го доживеат токму тоа таа иста возбуда кај меморија, при средба со својата публика, но и возвраќањето на сето тоа од страна на публиката, пеејќи ги едногласно сите. Да, многу од луѓето што беа не приметија дека 3 сата и 10 минути се. Да, лет на времето. Значи,
Вика, после 2 дена ме болеа нозе, нели? Да, да. А замислете ние горе што рипавме, колку време ни требало и како тоа да го донесеме до цело. Народот знае да ја препознае искреноста, родолюбивоста, и на крајот секогаш ние никогаш не сме рачунале како ќе имаме, дали ќе имаме народ, дали нема да има. Прошлиот концерт креативно беше на можеби едно од највисоките нивоа кои се случиле во Македонија од креативен аспект. Имавме преку 240 квадрати LED screen, имавме по прв пат приказни позади секоја песна која ги работеше Никола Василевски, иначе докторант на Англиската академија за филм. Така да, не е секогаш меморија само чиновите што ги гледате. Позади меморија стои еден огромен тим кој работи цело време само прегорно и на крајот од денот, ако остане нешто се почастиме на крајот да направиме една убава прослава, тоа е тоа. 120.000 евра кошташе прошлиот концерт на меморија. Толку и направивме, така да ако ништо друго никогаш не можете да планирате, може да планирате дека може да бидете во зијан и можеби во ќар, но ние секогаш сме биле на блага нула или на нешто ситно во добит, ама емоциите и она што го оставаме како трајна вредност е нешто што не тера напред. Така, и тоа е очигледно со оглед на тоа што се уште се има таа енергија, таа желба да се направите нешто за публиката, како што ќе биде и престојниот концерт. Само ќе се навратам, пред да фатиме еден друг сегмент, а тоа е твојот приватен или личен живот, ќе се навратам на делот на сериите, односно епизодите, 12 епизоди, кои што ќе ги има во однос на приказните кои што ќе бидат доловени токму од времето во градовите, односно вашите настапи во градовите. Пред да почнеме во живо со разговорот, ми раскаже на приказна за Струга. Можеме и имаме простор да ако нешто вака чисто да биде како еден поттик и повод да тоа го очекуваат. Еве кратко требаше да свириме во Кочани на 2 август, таа далечна 92 година. Ми се јавува мојот другар Дури, кој е сега иначе почесен конзул на Турција во Македонија. И ми вика на 2 август си во Струга. Го викам каква Струга, Кочани сум договорен. Има кратка пауза и вика кога друг пат Турчин ќе те викне на 2 август да ти даде пари да свириш во Струга. Не збори многу, ела вамо. И се случи стварно, го промулгиравме една недела концертот во Кочани. Тамо беше комплетна блокада во Струга, по керамиди висеа, преполно беше тоа летно диско. И се случува да трет пат ја свириме Нена и сите овие неколку хитови што беа во тоа време на бис и бидејќи на вистина траеше концертот 2-2,5 сати. Доаѓа полицаец до мене и ми вика, а ние Нена ја свириме, ми вика, море, прекинете, зашто ќе ме оперит началнико. Цел град, вика, го имате дигнато, вика, само звонете телефоните. И ја му викам, sorry sir, I understand you. И тој вика, ој англиски зборат, море. И оди кај Дури и му вика, абе, ој англиски зборат, вика, што да правиме, дај некој да ми преведе да му каже да прекине. И вика, јас само турски знам и македонски, и се смеат сите овие околу шанкот. Да, што знам. А пазете, не наоди на македонски. После вика, а кај е струјата да ја извадам? А му вика, немој да ја пипаш струјата. Вика, во Лој Дојче се осигурани е. Додека тоа се случува тамо, ние завршуваме со тоа лудило. И јас бил прозборуван од Дури, па ти македонски знаеш да збораш? Па викам, па ја македонски тебе ти зборам, а што ми кажа, ми вика. Па му викам дека за малку ќе прекине. На англиски ми збораше. Ете така од прилика. Има такви приказни. Тој ќе биде исто дел од приказната и конзулот и полицаецот и уште неколку учесници од што биле присутни на самиот концерт и такви има 12 приказни. Одлична идеја, Перо, твоја идеја, одлична идеја и можам да кажам слободно привилегија за секој од кој што е бил дел од меморија, едноставно да така и на тој начин се вратат во времето. Па мене ми е привилегија што луѓе ја трпеле оваа моја креатива у наводници, бидејќи понекогаш сум знал да бидам напорен со проби, но затоа резултатот е ова што го гледате. На овој последниот концерт нема пресвирено еден тон и нема отпеано, никој препеано ништо. Еве, тоа е живо дело како изгледа и ќе заборавивме да кажеме дека од тоа излезе троен албум. Да, јас во најавата го спомнав. Троен албум во живо, што е единствен заедно со албумот на Џони Штулич во бивша Југославија. Значи тој албум и овој албум во оваа година се тројни живи албуми. Се уште мислам дека има по продавниците уште некој примерок, тоа све што имаше се распродаде, сега ќе правиме
репринт некаде во март месец и има и дупло CD од тоа. И кога ќе го слушнам, бидејќи јас ради точно тој албум дома изградив голем систем за слушање музика, ставам странски плочи, па го ставам албумот на меморија и многу сум горд на оно што го направивме. Заедно тука и Мите од Тралала игра голема улога заедно со Давор Јордановски, кои се продуценти на последниот жив албум. Многу пишува дека направат нов албум. Ние 6 песни нови направивме, нека не заборават за тебе, Македонски бисери, Мој народе, само за добро да е што ја изведовме сега на Ability Award со нашиот Филип кој беше во Колички и беше на нашиот концерт. Значи ние веќе имаме 6 нови работи, уште 4 се во припрема и се надевам дека до јуни ќе биде комплетно и тој материјал затворен, значи комплетен нов албум на меморија. А другата година кон крајот заедно со снимањето на документарниот, не мислам дека крајот на октомври или првите денови на ноември ќе биде последниот завршен голем концерт на меморија кој ќе затвори таа 12 часовна епизода. Така е, секоја чест за тоа. Јас посакувам успех, се разбира понатаму, но исто така ќе бидеме и ние во тек, ќе го пратиме тоа и за сите новитети, ќе бидеме тука да известиме. Добро е како што споменав во овој наш разговор и можноста, приликата која што имаме денес да споменаме уште некоја интересна приказна, но животна или твоја лична. Ти си личност која што никако ги привлекува македонските медиуми, македонските новинари, токму заради твојата отвореност, директност, темите со кои што те поврзуваат и покрај меморија, спортот се разбира, но и отворен кон оние кои што те следат, и не само како публика, туку и онаа публика и следбеници кои што ги имаме и на социјалните мрежи. Кога се зборува за сериозни теми или кога е здравието во прашање, бидејќи ние е приоритет број 1 во животот, и кога се зборува отворено за здравствен проблем, тоа е навистина едно повисоко ниво. Како и на кој начин тоа да се пренесе, при тоа станува збор за нешто лично, а истовремено да допре до оние кои што можеби им е потребно во моментот или чисто како порака. Како искушенијата во животот го менуваат нашиот поглед на свет. Ова ми е еден краток вовед за кој што го споделуваш на Facebook страната. Приказни ми се чини до 11-тата дека си приказна. Да, сега е 12-тата последна денеска. Денеска ќе биде последната, да го прочитаме продолжението, но тука и кратко да ја раскажеме за суштината на животот и за тоа што човек може да го снајде, но и како после тоа може да се издигне повторно и веројатно посилно. 2017-та или 18-та се случува тоа. Година дена по концертот на меморија. Да, 2018-та се случува нешто кое што веројатно за тебе неочекувано, но доста сериозно кога зборуваме за нарушување на здравието и како видиш ти бев кај Дедо Боже или кај Господ и точно некои 2 сати неприсутен во телото. Јас неколку пати си бил горе доле, така да добро, не ми е прв пат. И тоа ќе го спомнам. Ова е најдолгото. Да, и се врати затоа што можеш да го продолжиш тоа што почнеш да го правиш во овој живот, меморија и тоа што зададе задачата од Дедо Бог, таа мора да си ја извршиш, животната мисија. Да. Само метафора ќе направам, а и една паралела. Бев на предавањето на доктор Сашо Кедев во Филхармонија и точно каже една работа. Луѓе, немој да се плашите од смртта. Смртта е преодна фаза, душата останува некаде тука да живее и понатамо, затоа што доктор Сашо Кедев повеќе пати се сретнал со смртта на тие висини, исто како и јас. Му престанувале да му работат бубрези, му престанувало срцето во одредени моменти работело многу полошо, не можел воздух да земе. Значи, многу пати се сретнал со опасноста наречена смрт, во опасноста во наводници. И кога ќе доживеете некои такви моменти во животот, едноставно сваќате дека и после вас има вас. Но, прашање големо за сите, што ќе оставите позади вас, додека сте имале шанса да бидете живи и да околу 2 милиони трчачи во наводници сперматозиди, вие точно излезете и добиете право да бидете на овој свет, а при тоа не употребувајќи ги сите можности кои ги дава Дедо Бог на сите нас подеднакво. Значи, сите имаме еднакви можности, прашање како својата гласот на Бога, интуицијата ја слушаме. И јас не сум бил секогаш послушен до крај и затоа сум добивал такви опомени, но јас сето тоа сум го сваќал како поука, а не како казна или како немало назад од тоа. Јас сум жив сведок дека од човек кој не можеше 2 чекори да направи, значи од излегувањето од болница по таа клиничка смрт, стигнав да после 5 месеца 6 трчам полумаратон на Скопскиот маратон. И ете добра прилика за сите оние кои
поминуваат низ фазите на самоисцелување, поврзано со можноста Бог да ви даде шанса повторно да живеете, да сватат дека треба да инвестираат во сопственото здравје во тие моменти и нормално да бараат прошка од Бога за нешто за што ја добиле таа лекција и да ги сменат малце животните навики. Да, сега, бидејќи таму експлицитно објаснуваш како и што се случува тековно низ самите цел тој период, ако те прашам што е она што можеби би го сменил пред тоа во однос на можеби порана превенција, порано појавување на доктор. Јас во мојот живот не би сменил ништо. Јас во мојот живот не би сменил ништо. И кога би се родил повторно би сакал да видам пак Перо кај ми каза од почеток, крепете на себе. Сите работи што сум ги доживеал, и убави и неубави, неубавите биле поуки, а убавите биле за уживање. Едноставно, јас сум многу благодарен за се што Бог ми дал како шанса на овој земски живот и се надевам дека приказната нема да заврши со тоа од кога ќе заминам физички од овој, уствари од оваа, кога ќе излезам од оваа каросерија, што би се рекло, што дедо Бог на вистина јас кроил по сите мерки на еден на вистина возбудлив живот. Иначе кога заминав во тој момент во болница, јас не бев свесен дека познавам многу медицина, во наводници, бидејќи кога се бавите со спорт морате преку сопствените лекции, телото е само ваше и тоа може да го учите од некакви лекции, но тоа само те ви кажува. Јас тие знаци што ги добивав, трчав маратон во Љубљана, не ја осеќав од подколеница надоле десната нога. После трчав во Софија, па не ја осеќав и другата нога, така да трчав така речена тепка. Не ми беа доволна лекција да одам да направам превенција, него продолжив да тренирам по 13 тренинга неделно, па бев на дуатлон во Скопје и тука кога една медицинска сестра ми реков испрскај ми некој спреме боли ногава, морам да го завршам дуатлонот. Таа вика овој тешко дека го заврши и каже на Кире, мислам Сина Диновски кој е дел од Скопскиот маратон и овој вика овој ќе го испие Вардар вика и ќе ја заврши трката да не се секираш. И овако ме виде на целта после завршувањето, а па плюс бев и пейсер на Марија од Куманово, една девојка која го направи си го зема второто место во женска категорија. Уште повеќе горд на тоа што го направив, но после 3 дена заврши во болница и сето тоа искуство после во болница беше за мене траурно, бидејќи човек кој има 13 тренинга неделно, кој ќе го ставите во кревет 17 дена. Тоа не е како, знаете, ќе морате да се спастрите во умот, дека тоа е дадена ситуација за утре повторно да можете да почнете да го правите тоа што го сакате. Така од прилика јас се спастрив во креветот во кој поминав 17 дена. И една многу битна работа, да не се плашат луѓето кога ќе им дојдат некакви суицидни идеи. Какви што и тебе ти дојдоа. Како и што и јас доживеав во моментот кога ми соопштија дека уште 10 дена нови треба да лежам во кревет, но секогаш доаѓаат пратениците, Божите ангели, што би рекол јас, во престорени во човечко тело. Тоа се беше Сабина, која ми раскаже на приказна за Амди Бајрам дека лежи во истиот кревет. Беше многу интересно и мене у секунда ми отидоа лошите мисли некаде по Вардарот и еве денеска ќе вас во емисија. Веќе 7 години имам поклон од дедо Бог. Продолжен, што би се рекло, продолжен викенд на овој свет. Така е, да, но веројатно кога ги слушаме вака овие животни приказни кои што ги има и за луѓето кои го доживеале тоа или како видиме клиничката смрт или излегување надвор од сопственото тело, некако кога вака од оваа гледна точка е како нејасно или нешто кое што медицината делумно го објаснува токму поради тие случаи. Има многу објаснувања и скоро сите има и различити, некои што па ја поминале портата, јас не сум ја поминал портата, јас 3 пати сум бил и тоа сакав малку да. 3 пати сум бил до првата порта. Значи тоа е у суштина астрална визија на тоа што све се случува доле на земјата, а вие сте го згоре го гледате, слушате све активно. Значи вклучувајќи го овој последниот случај, едноставно еве мене да ви раскажам кратко, 2-3 сати се борев со висока температура, барав кебиња што повеќе. И по прв пат мислам дека беше 4-5 ден побарав повеќе кебиња
се растрчаа сите, Савајле беше рано во некаде 2:30 часот, донесоа разноразни апарати и во моментот само се гасите и одозгора гледате све што се случува доле. И ги слушате све што зборуваат до збор. Така да кога се вратив назад им раскажав за работите, ама вика Сабина ти кажала, викам ништо не ми кажала Сабина, му викам. И да ви кажем една работа, јас сум енергетски на некој начин поврзан и со уште еден, би рекол, човек кој е наследник на Вања, Ѓорги Филев, кој по настанот што се случи во 4:22 точно, значи веќе бев 10 минути вратен во собственото тело, се јави и рече твоето биде, сега нека му мисла другите. Во 4:22, значи кога ќе кажете дека и ми вика кој ти звонеше, викам ако ви кажам нема да верувате. Затоа да остане му викам малата, не те му вам кажам, Ѓорги Филев ми се јави и ми рече дека моето заврши, сега вие да му мислите. И тоа е навистина за чудење баш така. Да, дали по ова искуство и по претходните искуства нешто се промени во начинот на живот, во животните навики, во малку можеби посмирено темпо? Напротив, уште повеќе газ. За да оставите што повеќе дела позади себе. Само станувате човек со поголема емпатија. Може сега овие што се дволични, што се биполарни личности, сега можат повеќе да ми излажат. Бидејќи сочувствувам со болката на сите, без разлика кој се, станувате поемпатичен, станувате подарежлив, по-дружелюбив, по-отворен и се повеќе ви паѓа гардот кој го имаме ние створено низ годините. Едноставно, знаете дека никој не ви може ништо, дека сте под Божја заштита и дека сте вратени под Божиот штит тука на земјата да ја продолжи собствената мисија. И по ментално јак, претпоставувам, со оглед на таа... Менталната јачина доаѓа со допреноста од Бога. Тука се развивате уште една димензија во вас, но тоа е разговор за една некоја друга емисија, која е поврзана со космичка енергија, со енергетскиот потенцијал на луѓето со кои ве обкружуваат. Точно тоа како се полнат концертите на меморија и како пеат тие луѓе со нас. Знаете колкава е таа енергија што е од 6-7-8 илјади луѓе во таа сала, која вие восприемате, а вие треба да ја вратите на сите нив. Тоа е едно поле во кое јас сега истражувам и мислам дека сум на самиот почеток, ќе ми дадева, се надевам Дедо Бог, уште некоја шанса да го продолжам тоа и се надевам дека од кога ќе завршат овие концерти на меморија, во наредниот период имам 3 книги почнато, никако да едната се вика Facebook Book, другата се вика Бела книга и трета се вика Здравје од Бога дадено, каде што се опишани сите овие мои ситуации, но ваму сум 50 страни, ваму сум 20, ваму сум 100, така да за секој дојде време, се надевам. Нас не требаше половина час, толку колку што измина да ги наброиме сите овие работи кои што се случуваат, а како и каде, од каде времето за сите тоа да се реализира. Мислам, тоа е, нели, за сите секојдневието е 24/7. Дали може би за некого не е? Ви да ти кажем, јас сум човек Цела таа енергија, мислам, тој труд, да се искористи тоа се и на сите тие страни да се биде присутен и активен, тоа секој чест. Видите, на сите ни е дадено под некаква можност, кажав. Прашање како вие ќе се однесуваат кон времето што ви го дал Дедо Бог и кон интуицијата, Божиот глас во вас, што ви кажува што да правите. Понекогаш како малите деца ќе направиме некоја белја лево-десно, он ќе не чушне по главата, некој ќе го врати, некој ќе го остави горе, така да не е ништо, не постои нешто што вие можете да смените со тоа што имате желба. И еве, со совет еден за крај, кога ќе се случи било кога да добиете жолт картон и да тргнете да патувате, немој да имате барање од Дедо Бог. Значи, Дедо Бог не е трговец поединец, него едноставно ќе си кажете ти благодарам за се до сега што ми даде, ајде да одиме на нова задача. Не со кајање дека не сме направиле ова, не сме направиле ова, не сме направиле ова. Не. Сме направиле се она што Дедо Бог ни кажал дека треба да го направиме и по заслуга негова заедно. И за тотално за крај, најголемите работи што сум ги направил пишувајќи се направени помеѓу 3 и 4 часот Савајле, за да сватам и читам во овие денови една книга во која раскажува дека допрените од Бога, Бетовен, Бах, ја не се споредувам со никого, само сакам да ви кажам дека сите најголеми музички дела, Хемингвеј, јас случајно и со Радован Павловски имам правено муавет на оваа тема и он кажува дека најубавите песни ги има пишува меѓу 3 и 4 и одеднаш ви се склопуваат коцките како Рубиконова коцка.
Де факто тогаш под звездите на 17 години е напишана одадоше од 3:15 до 3:30. Во тие 15 минути не е сменет еден збор во текстот. И кога ќе ги споите коцките, викате и ја. И знам понекогаш да се разбудам од 3 до 4, ама јас сум рано легник, во 10 саат легнувам, во 5 или 6 станувам, така да имам доволно 17-18 сати во текот на денот да ги реализирам сите овие мои лудори, би рекол, и животни истории. Така е. Сите го имаме истото време, кој како ќе го користи, каква ќе ни биде организацијата останува на нас, но ова се одлични примери за тоа како навистина треба животот да се живее. За човек кој што има голем број хобија и спортски активен, веројатно и тука нема промена по здравствениот предизвик, се продолжи на истото темпо и како велиш појако. Да. Се надевам дека и во годините што течат, сега сум фрлен повеќе на бициклизам и се надевам дека во годините што следат имам неколку трки намера да возам надвор од Македонија, во суштина да направам аматерска интернационална кариера, бидејќи во over 60, значи луѓе со повеќе од 60 години, има неколку во бивша Југославија, поготово еден словенец, но тој е 55 кила, јас сум 90 и кусур. На неколку трки ми бега 5 минути. Јас сум втор обично. Во сите трки имаме уште 5-6 души со кои правиме трки во овие Фрушка гора, што ја знам, Копар и така натаму, и се надевам дека во годините што следат ќе ми даде Дедо Бог уште шанси да уживам и во тие спортски лудори, што ви реков. Така е. А јас тоа искрено ти го посакувам, како лично, така и генерално со меморија и успесите кои што и понатаму ќе ги реди и на целокупно задоволство на сите фанови низ годините и на целата публика која што ќе биде и на 25 декември во Младинскиот културен центар. При тоа ќе има можност да види изложбата таму за која што говоревме, а исто така и оно кое наскоро се очекува, тоа е. Да, извини само за крај, ме прашува како бе во Младински културен центар сала, ви да ви кажам, таму почнавме. Таму треба да ја затвориме приказната во суштина. Значи, доаѓаме на местото на злосторот. И тие 500-600 луѓе што ќе бидат привилегирани да уживаат заедно со нас со историјатот низ годините на меморија. Да, па да го искористиме времето и можноста да набавиме билет додека се уште има и да уживаме во таа привилегија и веројатно во одличната вечер која што ќе ја приредите на 25 декември. Ми беше задоволство, беше мило што се видовме вака, што можевме да продискутираме на овие теми. Приказната број 12 ќе очекуваме денес, но верувам тоа е тој среќен крај за кој што зборуваме, крај на тој период и почеток, како велиме, на еден нов живот, посвесен, поотворен и со побрзо темпо, така. Така е. Благодарам, Перо, и секое добро и се разбира добро здравје. Денеска зборуваше многу поспоро од обично во емисиите. Изгледа енергијата што ја разменивме. Да, енергијата секогаш се чувствува, јас морам да признам дека секогаш ни носиш убава енергија во Ти благодарам. Ти благодарам.